Поштовани, на почетокот сме од емисијата Очи во очи на Телевизија 24, со мене и со Мухич, ви благодарам за довербата. Иако е прашање дали треба да се благодари за доверба, затоа што довербата се гради, се стекнува, се заслужува. Евентуално ако некој ја дава однапред како некој вид аванс во смисла еве ти ја довербата моја, се надевам дека ќе ја оправдаш, па потоа тој ги исполни, ја исполни довербата, па тогаш да се заблагодари. Јас мислам дека ние навистина природно, спонтано, заедно низ овие емисии имаме навистина доволно меѓусебна доверба и повеќе од тоа во смисла на еден релаксиран однос и комуникација. Но токму како резултат на нешто до што е дојдено. И денешната тема пак токму се однесува на довербата, но исто така не доверба заради која треба некој некому да се заблагодарува или некој некому да ја бара однапред. Туку нешто до што се стигнало како резултат на одредена релација, комуникација, односи и така натаму, квалитет на тие односи. Темата е, како што гледате, всушност, а и на некој начин надоврзување на втората тема од емисијата во тек, состојбите во ЕУ по однос на степенот на сиромаштија. Еве сега, кај младите, еве сега пак анкета на Евробарометар, која е направена во овој период неодамна, март-април 2025 година и објавена на 28 мај, во која се опфатени три аспекти. Едниот е колкава е довербата на Западен Балкан, односно земјите од Западен Балкан во ЕУ. Доверба не колку веруваат дека ќе се оствари членството, ќе се реализира, туку колку имаат доверба. Значи, токму ова со што и го почнав, колку имате доверба во мене, јас во вас, во емисијата и така натаму. Пред да се случи емисијата, средбата. А потоа е вториот аспект, колку верувате дека ќе се случи. Тоа е вториот момент, колку мина веруваат дека ќе станеме членка на ЕУ. Ќе дојдеме и до третиот. Но еве, првиот податок од оваа анкета е, кога станува збор за Македонија, за ова најново истражување, дека таа изнесува 54% веруваат, односно имаат доверба во ЕУ. При тоа треба да се истакне дека ова е за 2% помалку од истражувањето од есента 2024 година, исто така од Евробарометар, според кој тогаш 56% од македонските граѓани имале доверба во ЕУ. Што според овој податок, ова истражување, јасно говори за опаѓачкиот тренд, барем од ова споредено со минатогодишното есенското истражување, тоест анкета. Во регионот интересно е да се види тоа дека да се направи паралела дека во Босна и Херцеговина 58% од граѓаните имаат доверба. Меѓутоа најголемата доверба ја имаат граѓаните на Црна Гора. 83% од граѓаните на Црна Гора веруваат, имаат доверба во ЕУ, а слично е и со граѓаните на Албанија 80% и Косово 79%. Високо ниво на доверба. Ова упатува на тоа пак дека се чини оние земји кај кои не биле поставени билатерални или не биле соочени со билатерални условувања, туку преговараат исклучиво врз копенхашките критериуми, односно заслуги, и напредуваат,
како што е Албанија и Црна Гора, јасно е дека расте и довербата. Те тапкаат по рамо, напредуваш, ти велат добар си, сите овие кои доаѓаат, ете, да не ги набројувам тројката К, не знам, Кос, Кошта, Калас и така натаму, таму изразуваат пофалби, Црна Гора, да речеме, веќе 2030, дури хрватскиот претседател, гледам денес, кој е исклучително скептичен кон некое скоро проширување на ЕУ, вели дека евентуално во најдобар случај би можело да се очекува Црна Гора во некое догледно време, но за друго нема очекувања никакви за другите. Затоа велам онака доста скептичен или реален, сеедно, како и да е. Така да кога ќе се добијат ете комплименти, јасно е дека и довербата, па и само довербата расте. И обратно, веројатно е, значи, ова дел од токму од состојбите и од напредокот. Кога станува збор за Македонија, не само дека немаме напредок, туку имаме и неочекувани резови. Од една страна уверување, направете го ова, па потоа издвојување од тој пакет Албанија, кој патем исто тие го направија како пакет, не се прикачивме ние и слично. Кога станува збор за членство пак во ЕУ, колку мина веруваат дека тоа ќе се случи, во Босна и Херцеговина вербата е 60%, во Србија само 34%. Додека во Македонија 50%, значи пола-пола сме. Има ли разлика, односно кој е најблиску, тоа е прашање. Може би високиот процент во Србија значи само дека се понаивни, да речеме, или обратно, кој знае, па повеќе веруваат. И третиот параметар е колкава е довербата на граѓаните на самите земји членки во Европската Унија. Колку тие веруваат во ЕУ. Тука е процентот 52. Ова е од една страна највисоко ниво на доверба од 2007 година, според велам анкетата на Евробарометар, но од друга страна исто така отвора и прашања ако самите граѓани на земјите членки на ЕУ имаат нешто повеќе од 50% доверба, се поставува ете и прашањето токму околу вредностите на, односно реализирањето, токму велам како што е доверба во политичка партија, доверба во емисија и слично. Колка ви е процентот? Тоа зборува за вас дали треба да се поправате, да менувате нешто, секако да се менувате на подобро. Ете, акцентот е денеска, денешната тема, мислам, внатрешните работи нека им ги нив. ЕУ нека се занимава со тоа дали е доволен или не процентот на доверба на нивните граѓани, 52. Но еве да продискутираме за тоа колку се согласувате со оваа анкета, дотолку повеќе што гледате има големи разлики во земјите на Западен Балкан. Значи гледате Србија само 34% верува во членството, а 37% има доверба. Наспроти Босна, кој има релативно висока доверба и во членството и во ЕУ, а да не ги спомнуваме Црна Гора, Албанија, кои кажав дури над 80%. Сега што е вистината? Дали е некој, како што кажав, премногу наивен или премногу скептичен? Колкава е генерално довербата кај нас во ЕУ и колку е реално, која е реална да биде и оправдана и како доверба во ЕУ, да се потпреме на нив, но и како, велам, токму некоја скора блиска релативно ЕУ перспектива. Базирана на заслуги секако, ако не исполниме нема што, но не на некои неочекувани политички барања, какви се изнагледавме во годиниве наназад, и се уште се пречка. И причина за постојано да всушност не враќаат по некое скалило наназад и впрочем и за ваквите резултати намалување на довербата во ЕУ. 6091 924 925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Повелете ако се слушаме. Добар ден. Добар ден. Различни проценти во Западен Балкан. Така, да, повелете. Тоа е затоа што некои не ги минале нашите услови. Односно, условите што се поставуваат на Македонија. Па имаат висок процент.
Босна, Црнагора, Албанија и Косово веруваат. Јас ќе речам дека се многу наивни што веруваат. Ето така ќе им речам. Им посакувам да влезат најбрзо што можат, меѓутоа сум длабоко убедена дека некои од нив никогаш нема да влезат. А Црнагора може би само ради Јадранското море, не од нешто друго. А условите што ги поставуваат на Македонија дури се и многу проценти, 52%, дури е и многу. Навистина од нас се бара невозможно. Избришете се за да бидете членки, а тоа е не недостоинствено. Тоа ќе го кажеме, па некој вели достоинството ли е најважно. Тоа вели станете патоски да правиме што сакаме со вас. И тоа нема да се случи. Бидејќи македонците веќе и сите граѓани на Македонија не се наивни. И затоа оптимизмот кај нас е намален. Во Србија е реален, тие 38% не е реален оптимизам, бидејќи ми е наполно јасно дека Србија, ако не се согласи со Косово, нема никогаш ниту да тргне кон таа Унија, а Србија нема да се откаже од Косово, и тоа нека ми е јасно пак на косоварите. Јас, моето мислење да го кажам, сакам мојата земја да биде членка на тој ЕУ Сојуз, на таа Унија, меѓутоа ни случајно да го избрише мојот македонски народ. И затоа ги оправдувам сите чекори на господинот Мицковски, премиерот Мицковски. Така ви благодарам. Поздрав, до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па до вербата. Ја мислам, господјата многу убаво кажа да се надоврнам. Значи, ние не можеме да влеземе во Европска Унија прво додека не го смениме календарот. Значи, во Европска вие немате со православен календар. Календарот се знае кој е во Европска Унија. Значи, мора прво да смените календар, па да смените идентитет и после, ако сакате да дојдете. Меѓутоа, како што сега во оваа ситуација е веќе Европска Унија, да ви кажам, не е и многу па толку да сакам да влезам во Европска Унија, затоа што и она не е во некој статус како што беше. И кај незе веќе има многу, гледаме контрадикторности, така да ете излегува од Европска Унија некој као Британија и овако, така да не е нешто, и затоа народот, да ви кажам, многу не е овакво за влагање во Европска Унија. Гледаме дека Германија што се случува таму, исто животниот стандард каков е понатака све иде. Значи не е не е таа Европска Унија како што ја гледавме порано и како што сакавме. Сега ние во Европска Унија сме. Значи ние се увезуваме од Европска Унија. Зашто Европска Унија? Значи нас не прима, значи како членка, а фактички сега не знам ја као дали е наредба, дали ние го правиме тоа, значи ние увезуваме од Европска Унија и што кога ќе влеземе во Европска Унија, што ќе добиеме? Значи, ти нуди некој пари, ќе ви дадеме ова, па ќе направите она. Значи, овако, исто како и во НАТО. Влеговме во НАТО, вакви инвестиции, онакви инвестиции ќе донесе НАТО. Ја не знам што донесе НАТО. Ништо не донесе. Така да и овдека, затоа што народот е разочаран, мислам не е толку за влагање, затоа што подолго време помина и видовме што како. А овие другиве држави што имат, можеби ќе влезат ли, како тоа се е нивно, овакво, например, Благодарам ве, поздравувам, повелете. Кој ни е следен? Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Добар ден. Па вака, Исо. Сега јас зашто не верувам во анкети? Затоа што никој пат не сум анкетиран. За ниедно прашање. А второ, некој што ги прашувам, пријатели и другари, исто не е анкетиран. Сега, некој што разговара на оваа тема, прашајте го дали е анкетиран. За некој прашање. Да. И за тоа не верувам. Овие анкети е креирање на власта, увек. На секоја држава на власта е креирање анкети. Демек анкета ќе купи некоја куќа, ќе даде пари од таа анкета и ќе ти даде 53% веруваат у Европска Унија, 54, 55, таа бројка е релативна. Сега Исо, многу што се љутам на медиумите. Например,
се јавуваат, не ја сакаат Европска унија е факпа, Европска унија е вреđа, тептен Европска унија. Сега вие ко новинари, например, да кажете за овие 30 години колку милиарди ни дава Европска унија бакшиш, онака без да ги враќам. Бакшиш ни дава за железници, бакшиш ни дава за автопатишта, бакшиш ни дава за болници да градиме, бакшиш, едно 50 бакшиши можем да редам. Тие бакшиши по некој се над 10 милиарди. Некој така да ти дава 10 милиарди. Така. Тие бакшиши. И сега како е да не ја ценам Европска унија? Нема шанси да не ја ценам Европска унија. И, например, кај би иделе ние, ако не е Европска унија? Со кој тргуваме? Со Европска унија. 80% тргуваме со Германија. Милиарда со Бугарија. Увоз извоз. Благодарам ви, поздравувам, но ете, токму затоа и мислев дека е добро да размениме мислења околу оваа тема, за да не само ние дојдеме до некој објективен заклучок, туку и сите оние кои не следат, а не учествуваат, да не се подпираат само врз еден извор, во случајот анкетата, иако не велам ништо ниту за, ниту против. Но ете одлично искуство и она што го кажа гледачот, дали некој анкетиран, но и како е, ете, директно од изворниот примерок, што би се кажало. Во ред е да слушнам, да видам истражување анкета за, не знам, состојбите некаде во Гренланд или каде и да е. Но ако можам самиот да разменам мислење и искуства тука, зошто исклучиво да се подпирам на анкетата која зборува за мене. Затоа велам токму да ги вкрстиме и резултатите од анкетата и нашите размислувања. Дотолку повеќе што гледате, интересно е оваа анкета Евробарометар. Ја спроведува доста често. Ја спровел есента, минатата година, па сега март-април, значи за 5-6 месеци. При тоа ова не станува збор за, не знам, земјоделски култури, некои па да видиме сега колку пораснало растенијето дрво. За 6 месеци процеси обштествени. Па ние 30 години не можеме да мрднеме, а за 6 месеци дали ми се сменило мислењето? Воопшто за Западен Балкан. Значи, или има некои процеси побрзи, или нешто на вистина се случува. Вие на 6 месеци да скенирате што можело да се смени во принцип. Ајде се покажува дека се сменило. А што ни се сменило? Нас заглавени сме како што сме и како што бевме. Или воопшто цел Западен Балкан. Може би и уште полошо. Или повеќе, да не кажам полошо. По однос на решенијата со Србија, Косово и така натаму. Евентуално тоа е Црна Гора, Албанија, но добро. За нас е полошо. Ние назадувавме всушност. Повелете, добар ден. Исо. Да, поздрав да вас, повелете. Добар ден. Повелете. За првите две се слагам, Аха. што кажа. Бакшиш зашто ни давале 10 милиарди, за да не купа, да си го продаеме името, да си продаеме се што е наше, да си го продаеме Гоце Делчев, да не набројувам. За тоа беше бакшиш од Европска унија. Меркел ни бети нас лично, сменете го името во двете институции, ќе видите, од тогаш наваму се губиме. Која е Европската унија? Сега ќе го кажам. Веќе имам прилика да гледам и странски телевизии. Зошто фон дер Лајен не е поканија во Америка за инаугурација? Зошто Англија се ојде пред време? Што му е наоѓаво? До 30 година Европска унија ќе ја нема, ни НАТО ќе го нема. НАТО ќе го има, ама ќе се повлече на друга страна. Европа е ицица. Нема што да размислувам за Европска унија. Можда сум скептик. Турција колку години чекат. Колку години чекат за да влези? Па ништо. Не може, не икат тие прво исламски држави. Второ, ве прачувам, што нуди Украина во војна да и понудат да биде во Европска унија? Што нуди, кажете ми?
што треба ние да направиме поиќе во Македонија. Абе, луѓе, Европска Унија е измислена работа која нема. Ајде нека се подупри сега Европска Унија. Нека е одбрани Украина која е силна. Гледаме што се случува. Не очекувајте. Јас само најдувам мани во народот, кој ќе идеат од Европска Унија треба да излезиме како македонци, албанци, боснаци, не ме интересира. И да му кажеме не идете, поиќе не сте пожелни, вие сте ѓубрина. Се извинувам, ова во наводници. Така, благодарам, поздрав до вас. Добро, Украина бара во принцип, во ваква ситуација бара што и да прави и што може повеќе. Но треба да се има предвиди тоа дека и на Украина и бараат многу, особено во последно време. И колку одредени постапки се, како би кажал, матрица за другите, како што дискутиравме денеска, едни се сетиле да изфрлат ѓубре, веднаш и други се сетиле во сосема друг град. А па добро било тоа. А никој не се сетил да собере. Или уште полошо, имале физичка култура да го соберат, само сгрешиле каде да го истурат. Сега така и со Украина се сети председателот на САД да подпишува договор за минерали, па почна и ЕУ да реагира. Словачка бара исто така, па да ни платите за помошта, згрижување и така натаму. Исто така минерали и нас дајте ни. Така да, тоа се тие модели на генерално, која ќе ги видите, не може би толку во одредени услови во насока на тој да му се помогне. На крајот од краиштата и не сте еднакови, Украина не е еднаква, затоа е земји членки, сите кои се во иста рамноправна ситуација. Нема војна, нема се... И тука се тие работи, затоа постојат и разлики секакви, не знам, и класни, и расни, и капитални, ово е побогат и така натаму. Па имате клубови на богати, на ротаријанци, на тие кои пијат вино, вински витези и слично. Што ќе бара некој антиалкохоличар во друштво на вински витези? Не може да влезе. И затоа веднаш се појавуваат разликите. Таму војна без не и така натаму, а овие треба да даваат. Потоа, дај ни ти ваму, ајде брат за брат, но ова за пари сирење и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден, имаме ли некој? Да, се слушаме, поздрав. Диме, добар ден. Поздрав, да ве слушам, повелете. Слушайте да ви кажам. Кажете, да, повелете. Јас како Диме најповеќе верувам на анкетата на Господ Бог. Така, Та да. е најреална. Да. Да. Оно да Гора ни кажал, вие сте гравитирате проклетие и не само Европска Унија, главата доле. Странно слушам дискусија, али добро, секој си има право на своја дискусија. Најголемиот стран, знаете кога се случи? После вториот ден, далеко било она што се случи во Кочани, излезе ДПМН со шпици играчот 400.000 евра, одвоиле народни пари да се спрема анкета, да му го мерат на Мичковски рейтингот. Ова е по-европски терк. Мој водител. И друго да ви кажам, нека погледат граѓаниве, еве го Косово, од нашава граница до излез од Косово према Албанија, нека го видат патот, нека го почувствуваат. Нека го почувствуваат патот низ Албанија до Црна Гора. Нека видат, нека влегнат некаде во Албанија да се напијат едно кафе, да видат што е култура и цивилизација. Нека идат до Црна Гора да видат најголемата болница во Европа сега ќе се гради. Знаете кој не ја сака Европа? Тој што стаел чизма, како овој Додик, како Вучич и овој нашиот владика. Тие не ја сакаат Европа. А знаете зашто? Неке може да го цитат народот и да го доведат до питачки стап. Босна, браво! Босна е република која што треба да служи за пример. Се бори сама со себе за да остане демократијата и цивилизацијата таму и да биде во Европа. Таквите луѓе ја сакаат Европа.
Ви благодарам, ве поздравувам. Повелете. Добар ден. Здраво Исо. Здраво, повелете. Реплика на Диме Северџанот и на овој Иве Добро, Павлик. само рековме без тие термини. Да, повелете. Реплика сега да дадам да им објаснам. Добро. Значи вака, од Западен Балкан никој нема да влезе во Европска Унија додека не ја растурат православна Србија и православна Македонија. Сватите го тоа. И додека не ја креираат голема Бугарија и голема Албанија. Многу едноставно. Што направим? Шарените револуции во Србија и во Македонија. А кој ги финансира? Ги финансира тие душманите од Запад. Тоа се Франција и Германија. Пазите, на Турција не ја примаше веле сила. Украина што е во војна сака да ја збрца со сила. Освестите се малце. Франција прва ни даде вето, да ги подсетам овие северџаниве. Франција ни даде вето, потоа преку предавниците од СД што ги донесоа на власт со шарена револуција, им дадоа на овие албанците од ДУИ да преговараат за македонскиот идентитет со бугарите. И направија тотално штетен договор бугарско-албански, само што французите го подпишаа. Како француски, какви бакрачи. Значи, целата игранка е со уцени да се уништи македонскиот идентитет и тоа самите однатре да си го уништиме. Име, знаме, историја, видовте учебници немаше 2 години и овие уште ги бранат северџаниве. Значи, такви предавници никогаш немало во историјата. Значи, приказната е многу едноставна. Значи, Западот не ги сака македонците православни и србите. И се прават за да уништат и православна Србија и православна Македонија. Разберите го тоа. Какво е тоа уценување, не уценуваат идентитет да смениме за да сме влегне во Европска Унија. Па сватите го колку е игранката, колку е саат бе луѓе. Значи, многу едноставно. Сите предавници у затворите им се земе све што... Благодарам, само еве повторно укажувам. 3 пати спомнавте северџани, а рековме еве да го испрлиме тоа, затоа што имаше реакции. Значи, се едно, дајте некој друг начин, да не тераме и нает и не одиме во спротивна насока, затоа што со полно право сега повторно можат и денеска и утре да реагираат другите. Затоа еве јас укажувам дека не поминало незабележано, како што и од нив нема да помине. Има начини, се едно, наместо ова, кажете подржувачите на Северна Македонија или тие кои го смениле. Луѓето се чувствителни. Јас во една прилика кажав, па го прифативме францускиот предлог, па реагира токму учесниците на на парламент, така да кажам, зошто сум рекол го прифативме. Не сум го прифатил јас, вели. Го прифатија тие кои беа во собрание, тие кои гласаа по име и презиме. И во ред, сам немаше проблем секако. Кажа човекот, но емотивна е ситуацијата за некого, неистомисленици. И тоа е спротивставено. И сега, ако е неистомисленик, треба да се етикетира и шиканира и така натаму, и да се прогласува за, не знам, предавник и слично. Подржувачите со кои вие не се согласувате, подржувачите на ова Северно, кои се гордеат со тоа и така натаму, даваат поддршка на промената на името и слично, па ете, го слушавте, може би, лидерот на СДСМ вчера, и тој јас генерално слушам, не слушам ништо конкретно, освен една воопштена, одиме кон ЕУ, ние да ја доближиме и така натаму, вистинскиот пат. И тоа е таа теза, значи тој не прави никаква дистинкција, одделување од тоа што е направено од претходниот претседател на СДСМ и премиер. Не вели направени се грешки, ние ќе се доближиме до ЕУ со друго. Не дава ништо конкретно. Генерално, но добро, тоа може би и како што имаме од секоја страна, политички говор, таков настан, треба да се аплаудира, се едно, го имаме тоа и од другата страна, не е битно. Па секој привлекува на своја страна. Но затоа велам, тоа е тоа, значи ако е неистомисленик, кажете го, именувајте го и дотолку повеќе велам, како што го дадов примерот со ова. Со реакцијата, кога кажав, па ние сме прифатиле француски предлог, па не сум прифатил јас, реагираше некој од вас. И велам, да, во нормални услови
нема потреба да се реагира, но во вонредни условија, ова се некои пречувствителни, реагира со право. Јас не мислам дека, вели, јас не сум го прифатил и против тие сум. Па кажете ги тие кои прифатиле или тие кои се. Затоа не генерално овие се вакви такви, затоа што после тоа оди сето тоа, сите тие етикети, кој е предавник и слично, во името на неистомисленик. Затоа и реков Филипче, оди со таа линија исто, тој не се оградува од тоа, што е, но вели оди кон ЕУ. А ова другото за него се неистомисленици кои оддалечуваат од ЕУ. И фактот е, впрочем, тој, ние стоиме, не одделија од Албанија, затоа што сегашната опозиција го почна тоа што го почна, и промена и францускиот предлог и слично, повторно елам тие кои го изгласаа, а сега ни точка, ни милиметар не е направен ниту напред, ниту назад. Ниту е вратено, ниту е почнат процесот, ајде да го отповикаат овие. Ни име, ни француски предлог, ни да кажат не преговараме, ни нема, минатава недела доаѓаат, ни велат нема план Б. Спроведете, неопходно е да спроведете уставни измени. Па ние нешто се, актуелната власт се обидува да се препелка, одложено дејство, еве, ќе смениме устав, но одложено дајте ни. Нема ни тоа. А камо ли враќање? И сега нема ништо, затоа отиде Албанија, не извадија, седете тогаш вие. Така да ние останавме сега заглавени некаде во вечноста. Каде што не поминува времето, вечност. Ниту назад се оди, ниту напред се оди. А тогаш зошто сме направиле се? Тогаш сме си направиле штета самите себе си, име и знаме и француски предлоги, се живо, за да потоа се блокираме. И сега, ако гледате така, и едните направиле како што не треба, и другите. Едните почнале, овие не може да го вратат назад, а ниту го тераат напред. И ете две страни. Сега еден на друг да му зборува кој е кој предавник. И тоа и е всушност, кога ги гледате страните, на тоа се сведува, да не бидеме ние такви. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Да, повелете. Многу изворно ве слушам и ве ценам. Што кажувате. Убо кажате, и знаме, и име, и ова, и она. Добро ве треба доброволно да се бешиме од секој град под Вајча па во Европска Унија да не примат, доброволно да се бешиме. Што сака ти од Европска Унија? Ве прашувам. Што сака? Која е Европска Унија? Ги видовте во воздух која е Европска Унија. Не ви викам вас, си викам сам себе си. Франција, Италија, Германија. Другите пред ним, оти другите од Европска Унија, 27 членки, ако се отини поканија да одлучуваат за Украина, да одлучуваат за ова зона. Абе, доста со Европска Унија виде. Доста. Смачено ми е однесе од Европска Унија. Мечетари колку сакаш, реков народот излегуват и крај. Да протестира против нив. Ви се распадни до 30 година. Кај ќе одит? Каде ќе оди таа Европска Унија? Каде? Само Орбан го признавам. Се кажува во очи. Се кажува во очи. Човеко, примета Украина, ќе допропадните како Европска Унија. Што треба појти? Што не ни е нас јасно? Реков и ќе повторам. Дајте доброволно, почнувајте од себе да се бесиме, што сака тие. Значи, лага до лага нивна, не витена лага. Сменете ова, сменете ова, сменете ова. Ебе, што ви исто да се бесиве, кој што реков на крају и да не должи многу, па да ни веруваат. Немојте, бе, таа Европска Унија е пропала ситуација. Го гледам свето како седели Кина, Русија, Америка. Толку. Нема појќе. Ајде нека одговори Германија, нека одговори Франција, што се мажарат, ти реков со другите. Нека ја спасат Украина, кој се толку силни. Ќе го нема ни НАТО, ни ЕУ. Толку знам, толку кажувам. Ако не сум го прав. Благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав, да, повелете. Коренот секогаш постои, гранките се менјаваат. Аха. Сега што ќе кажам јас. Зошто Балканов, односно Југославија, односно Србија, не сакаат заедно во ЕУ? Затоа што за Втора светска војна Југославија, односно Србија, начело со Тито, го разнесе, како да кажам, планот на Германија на Европа,
да не можат русите да ги смачкаат. Како? Мислеше тој Хитлер помина низ Југославија и замина за ке Русија и готово. Ама Тито се дигна од 4. јули таму почна востанијата и Хитлер шо прави? Врати една дивизија од Русија, ќе ја стопеа одека. Врати уште една и та. 3-4 дивизии мораше да враќа назад, ги изгуби и во Русија фронтот ослабна и се разлеја работата. Затоа не примат, снимаат тие, како да кажам, историја за нашиот дел, нашиот Балкан. И гледаш наоколу вртат, се Србија да не биде тука, ние да не сме тука, за хрватите не зборува, затоа што тие беа таму вамо. И словенците исто така нешто. Али за нас, тешко што може ние да влезиме таму, затоа тие то не може да го простат. Кој разбира, кој знае, кој прочитал, кој ги следи до корен начините на Хитлер што правише и она, ќе размисли зошто не да сакат нас. Затоа реков ја, коренот стално постои. Гранките само се слушат и не може да се заборави. То коренчето тука пак ќе излези некака. Пак ќе се појави. Тука е целиот проблем. И ние не треба да се ладиме со Така, благодараме ти, истече времето. Поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Добар ден, почитување. Почитување и до вас, да, повелете. Од 2030 година многу од нас ќе не нема. И добро е што ќе не нема, односно во староста, природата си кажува свое. Аха. Страшно разочаран и револтиран на некој начин. Јас не сум во тие години, кај што многу паметувам, пошто веќе на кај 70 и 80. Жално е да луѓе кои што се вратиле од Европа, се вратиле од Америка и држат предавање како начинела Европа, како начинела Америка, затоа што пензијата му е одлична, семал некој денар и сега кажува приказни, за да може дека големина да прода. Срамота, ние сме возрастни луѓе и барем да ги оставиме младите деца да кажат и да имаат свој збор. Ова што ние, понапред сум кажал што овие трибини, овие телевизиски емисии што се организирани, фактички се со цел за да се види мислењето на народот. Ама на кој народ? На овие луѓе што се помлади, кои што се поперспективни. Одека ние кажуваме приказна, нисту сме биле во Европа, еден дел, гледам убаво ние. Добро е се тоа што го прават одредени луѓе политичари, ама многу е страшно и одредени луѓе кои што кочат да се прави тоа. Ви благодарам многу. Благодарам и јас ве поздравувам. До слушање. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повеле тебе слушам. Добар ден. Бака, јас со овие претходните неколку гледачи не се слагам. Еден спомен, Европската унија нема да постои за 30 години. Како бе нема да постои Европската унија? И кога, Европската унија колку дава помош, мислим, колку ќе има овие фондови и све тоа и развој ќе има све во Европската унија. Како народ ова не го сваќа и не го цене? И Европската унија значинува ќе се распадне тоа. Бе нема никаде да се распадне Европската унија. Ќе постои и она е едноставно мотор на развој и све ќе работи. Ти земи сега например, и како се развива и Хрватска и Словенија и све тоа. Ќе има повеќе помош дадено и све преку тие фондови, преку тој развој, све. И ја не знам сам, Македонија има место во Европската унија. И вие убаво кажате, овие некои почна, некои сега, други кочат. И овие од Европската унија кажа, нема Б план, вие убаво кажате, нема друг план, тоа е плано. И што не може никад, ние ни на небо, ни на земја не сме. Ние ќе бидеме изолирана земја од тој свет. Сами себе си го правиме тоа. Сами себе си го правиме. И ја не знам, овие неколку слушатели што кажа, и сакам да исто да кажам, исто треба овој претходникот навреди многу луѓе, северјани. Тоа треба да го прекине се. Едноставно прекине се. Малку нека биде покултурен.
Јас сега да кажам за него дека он овца. И тоа ли треба да се, така ли треба да се понашаме? Треба да го прекинете. И он вреќа многу луѓе на тој начин. И каде не се слаѓа со тоа и готово, а не да северџани. И тоа ја не знам. Така ви благодарам, ете, веќе реакции стигаат, иако укажав. И повторно ете мене ми се припишува и впрочем на крајот од криштата и со право. Јас не прекинав, но укажав. По првиот пат укажав, уште 2 пати беше кажано, иако укажав. Не дека се оправдувам, туку објаснувам дека кој не забележал реагирав, а потоа исто така потрошив непотребно време за по кој знае кој пат да објаснувам. Нешто што би требало да се подразбира. А се повторно со таа единствена цела, тоа е да сите имаме прилика, и, односно секој да може да учествува и да каже што мисли. Особено некакви навистина непотребни работи од типот на одредени етикети да бидат пречка некој да каже нешто што навистина, да речеме, може би има да го каже. Затоа што употребил несоодветен израз, односно како и да е зборови кои предизвикуваат кај еден е доволно, камоли кај поголем број незадоволство. Станува збор, значи, за зборови кои далеку повторно не се ниту псост, ниту било што за да дискутираме дали требал или не. А сега дискутираме требал да се прекине или не требал. Тоа е најнезгодната област. Ако некој опсул нема што, ниту треба некој да ми каже дали сум требал, ниту јас треба да се мислам. А ова е сега дали овој ќе го згазел како жаба, дали е за прекинување или е ова за прекинување. И тоа е проблем за мене, кој лесно се решава со прекинување, но зошто се редуцира да му се одземе на некому правото да каже нешто што, да речеме, вреди, може би да се слушне како информација, како став, како размислување, како податок. Затоа повторно велам на вас е да го градиме тоа заедно и да дојдеме до таа доверба. За довербата ете изборуваме токму во ЕУ колку можеме да имаме доверба. Не токму тоа е, не јас да најдам која и да е причина неосновано. Сега ајде исклучен си заради ова, сега смени го гласот ако сакаш, сега смени ова, стави капа сега, може сега да зборуваш. Тоа е, да речеме, ова што го имаме со низ годините со ЕУ. Сменете ова, сменивме, нема барања други, еве сега добивате. Па не сега ова, но сега тој бара, не бараме ние, а ние сме консензуално. Знаете, сега еве снимателот ми вели треба ова, не ми е пуштил климата и инаку јас би ја пуштил, ама вака топло ми е, па ќе смалам број на гледачи. Тоа е тоа. И нормално е кај и довербата ќе опаѓа. Повелете, добар ден. Добар ден. Прво сакам да се извинам, а прво ќе кажам, сепак вие ја водите емисијата и треба да го примените моделот на господинот Огнен, кога за недолично однесување, недолично кажување зборови, ги сечеше одма, значи, ако се повтораше неколку пати, значи, му го одземаше правото да се јавува. Ми се чини дека, па не сме ни ние останатите должни, некој да не вреѓа сите, а тој се прави најпаметен, значи, а ние имаме не едно умие, имаме 100 партии. Се за темата. Прво, значи, за ово што ни се случува, со овој Западен Балкан, прво ќе се обвинам и себе, и сите останати, затоа што не размислуваме со своја глава, а сите сакаме да влеземе во Европската унија, сите сакаме да ни го реши некој проблемот, сакаме сите, значи, земјите во Европската унија да кажат мора Македонија да се прими, мора Црна Гора, мора ова или она. Меѓутоа, се имаат тие закон, се имаат прописи. Значи, еден за сите, сите за еден. Крај. Значи, тие се 27-28 земји, една Бугарија не сака да ја прими Македонија, да ја даде, што се вика, преодна оценка, и ние стоиме пред врата, меѓутоа. И ние сме виновни што застана. Ние не требаше да се одвоиме од Албанија. Меѓутоа нека ни служи на чест
сегашниве политичари најмногу допринесоа да ние бидеме надвор од тој клуб, од тоа друштво. Ако ние бевме попаметни, далеку ќе бевме поблиску и ќе бивме заедно со Албанија и може ќе бевме чекор понапред. Ама ние секогаш го возеаме по лошиот пат, го тераме инатот и ние ќе го вратиме името, ќе вратиме ово, ќе вратиме. Ништо нема да направиме со ваква политика, со вакво однесување. Еднаш треба да сватиме, државата не е на еден, државата е на сите нас и треба сите да ја почитуваме. Благодарам. Благодарам и јас. Поздрав, повелете. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, да. Ај да разјаснем една работа. За овие двајца последни што се јавија поддршка од мене, реално така живот, меѓутоа за тие претходните што се прават патриоти. И по некоја статистика имаме негде околу 600-700 надвор од оваа држава. Така ли? Добро. Кај се отидени тие? У Европска унија ли се отидени? И што сега ние се алегираме каква Европа, каква не знам, држава, противници, мотивници и не знам други работи без потреба. Ако тие 700.000 или 600, колку се према некоја статистика, се вратат назад, што ќе биде у нашата држава? Социјален не биде. И сега ние упорно негираме како Европа или как и Германија, Франција ги мешаме без никаква потреба. И да му се каже на тој што редовно употребува северџани, благодарение на неговите 8 души. Не ние северна. Инако може би ако не изгласа они, може би немаше да бидеме северна. Сега ќе се каква е? Таква е северна, западна, источна, ќе се прилагодуваме. Сакале или не ќе ли. А неговото знање се прави дека знае, уствари не знае ништо, апсолутно ништо. Убедење нешто како да кажем, како еден амут да има и само гледа право, лево, десно не се опулува. Дека граѓаните оваа држава повише сакаат да одат у Европа, него да речеме некоја други алтернативи они што ги кажуваат. Тоа беше и со од мене. Извини, вака. Нема во ред, ви благодарам. Ајде. Ви благодарам, повелете во друга прилика. Добар ден, повелете. Кој ни е следен? Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, ве слушам. Долго време, да ви кажам право, слушам гледачеве како да престане владата со ова, да престане владата со ова. Дали ние имаме влада? Имаме. Она знае дека треба да разговара. Не можеме ние во кафе да се затвориме, да не разговараме со Европа, да не разговараме со Бугарија, со Грција и така натака, и така натака, и така натака. Значи, ние мора да имаме преговори, разговори, билатерални, било какви. Дека сватат луѓето не може да кажат дека стоп, нема разговор со овај, стоп, нема разговор со онај. Па како ќе се затвориме во кафе? Се знаат нашите услови кои се. А за Србија? Србија колку дали ќе го признае Косово или не? Косово е више готово, завршена работа. Сака Србија поново војна, рат. Нема, загубена е таа работа. А Европа нема никогаш да пропадне. Тоа јасно на кај им е, на луѓево. А Европа мене ми е све исто, али би сакала да сум во ЕУ, за да води контрола на парите што ги дава. А тие што не викаат вака така, Сабајле ги го исклучија на Алфа, да ви кажам искрено, не сите телевизии више го исклучуваат. Исто ти благодарам, пријатно. Благодарам, ме поздравувам. Повелете, добар ден. Дали имаме време за уште еден гледач? Немаме, на крајот сме. Да, ви благодарам. Суштината беше, значи, околу довербата. Имаме ли, колкава е процентот на доверба на граѓаните во Македонија во ЕУ? Дека тоа е, не знам, како вистинскиот партнер, вистинскиот пријател, вистинскиот колега со кој може да градиме иднина базирана врз и заеднички интереси, вредности, визии, перспектива и така натаму, колку е, значи, од сите тие аспекти соодветна. И вториот момент, колку веруваме дека
ЕУ членството ќе се случи во догледно време и секако врз база на заслуги. Дотолку повеќе, дали можеме да зборуваме за, токму тоа бе мотото на ЕУ, барем беше, Западен Балкан делот кој недостасува на ЕУ. Дали можеме да сметаме дотолку повеќе за таа ЕУ, во таа интеграција може би не е истовремено, ако Црна Гора оди сега, но во некое догледно време. Оти ако токму идејата на ЕУ е Западен Балкан е делот кој недостасува на ЕУ за да биде цела, тогаш само со Црна Гора или со Црна Гора и Албанија или кој да е нема да биде цела. Проектот не е завршен. Значи ЕУ, ако е навистина легитимен, доследен, потенцијален партнер во кого има довер, имаме и ние и тие во нас, нека ќе оди да го заврши сиот тој процес колку е можно побрзо и дека на тој пат ќе не охрабрува и ни помага, не само бара, особено не нешто што влегува во некои други делови кои се чувствителни и кои предизвикуваат поделби, кои се надевам нема да ги имаме во иднина. Но затоа се надевам дека ќе имате пријатно попладне. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Централниот дневник е во 17 часот, нашата средба утре во емисијата во тек. Довидување.